Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 654-то издание, а оваа сезона во Дансе Макабре започнав серијал на епизоди кои ги именував Бодежи, односно хорор антологии кои ги составив од краткометражни филмови за кои сметам дека не се говори доволно денес, иако некои од нивните автори се предводници на хорор жанрот кои заработуваат милиони со нивните долгометражни филмови. Но, имајќи ја слободата на создавање кратка форма со своите пријатели, докажале дека имаат вештини за реализирање на успешни хорор филмови во иднина пред се. Затоа во третата и последна хорор антологија Бодежи, која ќе ви ја подготвам во 17-тата сезона од емисијата, ќе може да погледнеме неколку случаи во кои телото ќе стане најголем непријател на неговите собственички, ќе се бара љубов на сите погрешни места, демони ќе извираат од теснеците помеѓу реалностите во домовите, ќе има и по некој експеримент, оддалечување од разумот, но и по некој вампир жеден за крв. Така што седнете, опуштете се, дозволете им на демоните да ги менуваат вашите канали, не мора да посегнете по далечинскиот управувач, мора само да се умре. На почетокот на емисијата слушнаме композиции од сега веќе вториот студиски албум кој металкор ветераните Converge го издадоа оваа година, насловен Ham or Hurt, и композициите Sleep the News, Doom is Bloom и If Only Gets Worse. За продолжение да слушнеме Dream Debris, на подолгите композиции на албумот. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на словите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер има закажемо полноќен танц со смртта по 654 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Изминатите неколку недели, имињата за кои безпрестан се зборуваше во хорор индустријата, секако дека се режисерите на Obsession и Backrooms, кои нивните почетоци во кариерата ги имаат токму на YouTube, местото каде се наоѓаат нивните краткометражни првенчиња, кои се составен дел од антологиите Бодежи, а таков ќе биде и случајот и вечерва, затоа што кога цивилите дознаа за нивното постоење, ние лојалистите на жанрот веќе знаевме за нивниот потенцијал и само чекавме плодовите на успехот да се ги земат, да ги добијат цветињата кои ги заслужуваат. Можеби следниот Кейн Парсонс и Кари Баркер се наоѓа на денешната антологија, можеби не мора да се наоѓа на неа нивен наследник, туку да добие можност за снимање на долг филм некој артист со уникатна визија кој има за цел да го заврти наопаку самиот жанр и да ни даде можност да фрлиме по различен поглед на хорор клишеата низ неговите очи. За денес ви селектирав 12 филмови, малку повеќе од вообичаено, но минутажата секако дека се обидов да биде во рамките на идеалните пропорции, односно рамно 90 минути, ќе ви бидат потребни за да ја изгледате Бодежи 3, која се разбира дека ви е достапна како плейлиста на мојот YouTube канал, каде се наоѓаат и претходните два дела за тие што ги пропуштивте, а емисиите на Дансе Макабре посветени на антологиите може да ги искористите како загревање за гледањето или како мој обид за разубедување да го направите тој чин. Се разбира доколку се убедам да успеам да ви ја продадам содржината и жртвувате цели 90 минути од вашиот живот. Затоа секогаш се изнагледувам и што треба и што не треба кога ги правам антологиите, за да го селектирам само најквалитетното и најдивергентното со цел да се воочи раскошната плејада на хорор жанров за сите своји изведени поджанрови. Ваше е да ги искористите емисиите како предговор или поговор, прелуда или бонус материјал. Филмот со кој ќе започнеме вечерва е Transfigure од 2021 година од режисер кој беше застапен во Бодежите со Home Movies, односно Дилан Кларк, кој денес ќе ја има честа да ја отвори антологијата која ви ја приредев и не знам зошто воопшто овој режисер нема добиено својот долгометражно деби или пак може да се изразува исклучиво во кратката форма, не знам.
Денес имаме негов филм во кој главна улога е сестра му, која се обидува да го видоизмени својот изглед на незината фотографија, но измените се рефлектираат и во реалноста, каде не оди незиниот план баш како што посакува. Телесноста во неколку наврати ќе ја допреме денес од различен аспект, која во ваква симплифицирачка идеја мислам дека е многу ефективна за дидактичката смисла, дека не може по кратка постапка да се дојде до резултати со изменување на реалност. Така што, токму поради ефективноста на филмот, решив да биде фокус на оваа антологија телото, а и милувам да започнам со технолошки хорор во некаков облик. Вториот филм за денес е 5 Minute Dating од 2010-та, во режија на Питер Хедж. Тој има само 2 режирано во неговата кариера. Овој филм и /FM работи исто така како и продуцент и монтажер. Телесноста исто така и тука ќе биде предвидно во еден предсе трагикомичен манир, каде самотен господин со деформирано лице се обидува да ја најде саканата на спид дейтинг, но на многу девојки пред се одбивен им е неговиот изглед, додека не ја најде вистинската Арно Ама, и тоа е најубавиот дел од секој хорор филм, кај што има едно Арно Ама во пресвртот кој вреди да се премолчи за да може да го дегустирате самите. Поигрувањето со чинителите на потрагата по љубов, објектноста на физичкиот изглед и зацкриените намери го прават овој модерен Elephant Man да биде забавен за гледање. Третиот филм е Пластик, 2017 година, во режија на Валерио Мацарела. Кратките филмови кои претходно ги има работено се и Red Velvet, Big Bad Beast, Game On, меѓутоа и тој, како во случајот на Дилан, нема долгометражен филм. Наистакнатиот телесен хорор филм за денес, каде една девојка е подготвена да оди до екстремна пластична операција само за да може да ги задоволи воајерските апетити на незините следачи на социјалните мрежи, што говори за обседнатоста со сопствениот изглед и како се доживуваме во туѓите очи со тоа што во овој филм се користат сатурирани пастелни бои, да се даде дистинктивен визуелен печат. Секако не може хорор филм без последици, кога протагонистката е водена од себични суетни побуди, така што ако сакате телото да морфира, ќе морфира вон нашата волја пред се. Филм кој играше на Screamfest. Четвртиот филм за денес е Heavy Eyes од 2022 година. Кари Баркер, тоа е името и презимето на најбараниот и најфалениот хорор режисер на денешницата, односно YouTube вундеркиндот кој моментално го има хорор филмот со најголемата заработка од 2026 година, Obsession, па во негова чест се одлучив да ви демонстрирам од каде всушност доаѓа во хорор жанрот, преку неговиот одличен канал That's a Bad Idea, каде го стави неговиот Dog Milk and Cereal, како и останатите кратки, вклучувајќи го и Дечер, кој беше составен дел од претходната антологија на Бодежи, затоа што си го фаворизирам овој автор од многу проста причина, го извитопери пред се хорор жанрот и конвенциите наопаку. Во овој филм, мајката работи во болница ноќна смена и синот слуша гласови во домот. Тој мисли дека мајка му е таа која пристигнала дома, меѓутоа таа му се јавува од работа и му кажува дека ќе се задржи. И наместо да ја запре типичната снимена веќе до смрт идеја на нечестиви представленија како двојници, тој оди чекор напред и дозволува да има уште едно завртување на вртката. Затоа ја кари таму кај што е денес, бидејќи знае кои се замките на тропите и ги предизвикува. Токму поради тоа ќе има загарантирана светла иднина. Петиот филм за денес е Playtime од 2013, Рајан Томсон, режисерот кој што беше активен во 10-тите години кога сними и 2 долги зомби хорор филма, односно Зомби Апокалипс и незиното продолжение Зомби Апокалипс Redemption, и од тогаш испари од планетата, но не е всушност така, затоа што си прави театарска итерација на Hairspray и уште поважно има нов долг филм кој гласи Grand Prix du Festival, според неговите социјални мрежи, барем, и има равкат на филмот, па се надеваме дека ќе може да го погледнеме оваа година, а во антологијата е застапен со еден краток и експлозивен хорор филм, кој е направен за филмските предизвици за краток филм, кој во 3 минути успева да постигне стравична атмосфера со оживување на мртвите предмети во домот, дали се екрани од телевизори, врати или прозорци, или па злокобни кукли,
кога ќе се симне жената по скалите пред се во домот, ќе бидат нападнати сите нејзини сетила. Рафиниран краток хорор филм, од кој сите треба да учат како се постигнува сакан ефект со лимитиран простор и време. И шестиот филм за вечерва од антологијата е Крв од 2016-та. Тим Еган е човекот кој го има режирано, кој работи како кинематографер на Dolgiot Apparitions и антологијата Abysses of the Dead 2,5. Го има режирано само овој филм, барем јас што знам, освен ако се бројат епизодите од серијата The Bazura Project, како што сами може да заклучите, тоа е штета што не се искористува неговиот енормен талент и уникатна визија. Судејќи барем според неговиот филм Крв, како што во кој една девојка се обидува да се задржи на заоблена платформа, стравувајќи дека ќе може да се лизне во една бесконечна провалија, така што на визуелен план се двои од сите останати филмови, кои ќе ги погледнете тука и токму поради тоа го стави во срцевината на омнибусот да биде црна дупка која ќе ги впие сите останати. Се наоѓа на каналот Short of the Week, еден футуристички и минималистички survival хорор филм како никој друг. Може да правиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата би ги слушнале Lex Legion, ги издвоив нив со композиции од нивниот нов, односно нивното остварување кое го носи називот на самиот бенд, потоа како heavy metal представници од trash metal агендата ќе промовираат VMD со Against All Warnings, потоа ќе следуваат Guilt Trip со Armor of Angels, едно хардкор бомбастично остварување, и ќе одиме малку поагресивно со My Own Will и композиции од нивниот нов албум Misery. Потоа ќе преминеме на екстремната страна на оваа емисија, односно ги слушаме Apostle, black metal бендот со Splinter in the Infinite Noumenon, потоа Melist, уште е еден black metal бенд со Eternal Echo of the Fall, во дадената ситуација е симфоничен Black Death, и ќе завршиме со представување на black metal бендовите со Knights of Melis, односно со Chaos Exordium. За на крај, и еден dead metal бенд да напоменеме дека издаде албум, односно Flash Crawl со албумот Epitome of Carnage. Потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за преостанатите 6 филмови кои се наоѓаат на антологијата Подежи 3. Уживајте. Седмиот филм од антологијата Подежи 3 е Man on a Train од 2021 година, кој го режира Джек Шенкс, авторот на кратките Калиго, Доктор Фрост, Defenders of the Tyrrhenian Sea, тоа е неговото последно остварување, кое го одбрав Man on a Train како еден од неговите први кратки филмови со цел да ги мотивирам домашните филмаџи со една многу едноставна приказна, експедитивно прераскажана во 4 минути, во која една девојка се чувствува под закана со доближувањето на мистериозниот човек при секое нејзино погледнување во купето, како еден одличен екземплар за градење на тензија и исчекување во кој не е потребно многу, па затоа овој филм повеќе го краси снаодливоста отколку длабочината во оваа условно кажано непостоечка приказна. Меѓутоа е технички изведен на максимално ниво со средствата кои ги има на располагање и затоа го оставам во антологијата да се покаже дека и со многу малку може да се постигне многу. Осмиот филм е и на Начел од 2025 во режија на Рајан Валдес, најновиот филм во оваа антологија од режисер кој има бројни квалитетни кратки филмови и како кинематографер и како режисер, например на We Got a Dog, Happy on My Own и најновиот филм кој што го работи Make It Stop. Направи филм во кој градителка на минијатури, која е најмена да направи минијатурна верзија на местото на злосторството, ќе биде вовлечена во грозоморниот свет со своите визии и создаде можност за демонските сили да преминат од другата страна во нашата. Уште еден од тие фрлени погледи во амбисот, кои не завршуваат со среќен крај. Во некој од наредните епизоди на Подежи дефинитивно ќе го бројам и We Got a Dog, заслужува да биде и тука, но да не промовирам по два филма од еден автор, нека има простор на различни филмски ракурси во една антологија. Овој филм се наоѓа на каналот Alter, знаете нив, тие се доста популарни кога се во прашање кратки хорор форми, имаат премногу филмови кои се наоѓаат таму и
многу малку од нив го заслужуваат вашето внимание, меѓутоа се обидувам секој бодеш да има барем по еден од филмовите кои се наоѓаат од кај нив. На 9-то место, односно на самата антологија, ќе го најдете The Separation од 2003 година во режија на Роберт Морган, кој конечно мијатата година го добивме неговото долгометражно деби Stop Motion, а претходно тој беше крал на грозоморниот Stop Motion во кратка форма, поточно мојот најомилен аниматор на со одличните оживеани кошмари Bobby Yeah, The Cat with Hands, Invocation, Bill Isles Dream, имаше дел од ABCs of Death, ако не се лажам, во двојката мислам дека беше за кого се својствени оживеаните човечиња од месо осудени на пропаст, кој работи и на новиот The Red Leaf, кој треба да биде исто така краток филм. И во скоп на секоја антологија бодежи одлучувам да има некое навраќање на култни остварувања во краток метар, како што е случајот со овој незаборавен филм за близнаците кои живеат неразделен живот, меѓутоа тоа не значи дека треба да ја делат и смртта, како што делат едно тело, ама пак неизбежна е разделбата. Наведум, цел живот се навикнати еден на друг и кога ќе се понуди можноста за разделба, се наметнува прашањето дали ќе трагаат по заемно сплотување кое го имале цел живот и можеби независноста еден од друг е само робство за нив, кога цел живот си навикнат да се сраснат со некого. Има два начина да го гледате овој филм, како што го има замислено Морган од една страна, или пак како предложка, односно во комбинација со музиката како видеозапис на композиции на Tool. Мислам дека Right Into и Jambi ги имам видено како го користат овој филм во позадина, така што дефинитивно да го погледнете со Tool, доколку ја имате таа можност. Овој филм од авторот кој според мене е гордоста на Кроненберг и Линч воедно. Десетиот филм на антологијата е Blood, Sweat and Blood, 2024 година, Дарси Трантер, кога е австралијански комичар кој кога не се глупира пред камера, знае да застане зад неа и да сними хорор комедија, како што беше случајот и со неговиот филм Helion, кој во заедно со Blood, Sweat and Blood се наоѓаат на антологијата Bloody Bates, која ја открив на Screambox, од која го позајмувам овој филм. Мислам дека со него ја започна 11-тата сезона од 2024 година. Меѓутоа стана збор за постмодерна хорор комедија за љубителите на бодибилдинг пред се, во која Грейс е во теретана и вежба на вечер кога открива дека пронајдено е мртво тело и се трага по убиецот и дека можеби е само сокче од морковче тоа што го пие во вежбалницата човекот кој носи сомнително шише кое можеби е полно со крв, меѓутоа можеби и не е. За тоа да го дознаете ќе треба да го погледнете филмот во кој Грейс се сомнева дека вампир доаѓа во теретаната. Мораше нешто весело да се појави по разделбата, да го подигне расположението во антологијата, а 11-тиот филм на неа е The End од 2025 во режија на Камерон Данкан, кој има неколку кратки филмови за себе во 20-тите, како Welcome to Hollywood, How's Your Day Going и Trip, а неговиот најтазе филм играше на Screamfest и го избрав него токму затоа што имаше, например, хорор филмови со експерименти во изобилие во 2000-тите, после Pila, The Cube и Exam, но не е таков случајот денес, па освен платформата, да речеме, скоро и да ги нема, но токму како што беше јаготката од претходните бодежи, слично место ќе заземе и овој филм, каде се пријавуваат кандидати за учество во многу едноставен експеримент. Не смеат во рок од 24 часа да ја допрат мравката во просторијата и толку. Ќе добијат $1000 доколку успеат во таа цел. Секако дека ќе пробаат да ја заработи да си ги обезбедат парите, но халуцинациите ќе ги оддалечат од здравиот разум и сомнежот дека има реперкусии од допирањето на мравката ќе го дознаат на најлош можен начин, а експериментот може непречено да се изведува до бесконечност. Ако не се лажам, ова е најдолгиот филм од сите денес за кој што ви говорам, со 16 минутно време траење, и последниот филм кој се наоѓа на антологијата е Unedited Footage of a Bear од 2014 година. Бен О'Брајан и Алан Ресник се авторите на ова дело.
По овој филм на различни страни им се движеа кариерите, откако заедно пред се работеа и на This House Has People in It и Family Dance, ако не се лажам, на кој асистираше Бен, а потоа Алан продолжи да режира кратки филмови за Adult Swim и има два нови, Dance Freak и Yakigai, а Бен го снимаше стендапот на Ставрос Халкиас, односно Фетреско. Сакам да ја завршам антологијата со една култна и генијална нота, која немаше да постои да нема визионерство Adult Swim и одврзат раце на Бен и Ален да снимат вакви генијални идеи и да се појават во нив за пред се да комплетираат инфомершалот, кој токму поради тоа што излегува надвор од рамката станува возбудлив и непредвидлив и за ликот кој, откако ќе го заврши рекламниот видеоспот за лекот Claridril, нема рез, туку задлабочува подлабоко и подлабоко под мракобесието кое се крие зад фасадата на илузијата на идеалното американско преградие, кога сите несакани ефекти ќе дојдат во преден план, кога двојничката ќе се пресмета со протагониската. Називот одговара на иницијалното видео кое е одвоено со фейдаут од останатиот дел на случувањето, не баре in medias res на снимка на некаков ТВ канал која што случајно сме налетале на неа. Денес имав можност да ви говорам за 12 кратки филмови кои ќе може да ги пронајдете на мојот YouTube канал под називот Бодежи 3, антологија создадена од Transfigure, 5 Minute Dating, Plastic, Heavy Eyes, Playtime, Крв, Man on a Train, In a Nutshell, The Separation, Blood, Sweat and Blood, The End и Unedited Footage of a Bear. За крајот на емисијата ќе издвоиме време за Blood Incantation, односно ќе завршиме со нивниот саундтрак за All Gates Open. По можност ќе слушнеме композицијата Rain и доколку имаме време за уште една. Јас сум Златко Ѓелевски и го заторам 654-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари!